Почитувани слушатели на Македонската радио програма, денес ќе реализираме интервју со професорката Наташа Котлар од Институтот за национална историја по повод нејзиното разрешување од архивот на Република Македонија. Професорке, добар ден. Добар ден. Интересно ќе биде интервјуто, сметам дека ќе биде интересно, затоа што еве најнапред за нашите слушатели да кажем дека професорката Котлар, вие бевте 1 година и 4 месеци директор на Државниот архив. Претходно работевте како научен советник по Институтот за национална историја. Кога точно владата ве именуваше? Дали премиерот ве повика на разговор за да ја образложите вашата програма која ќе ја работите во архивот и со оглед дека оваа институција е под директна надлежност на владата? Да, пред да почнам да образложувам, сакам да ви кажам дека јас сум научник истражувач, а тоа значи кога сте историчар и истражувач, тоа значи дека вашето работење се одвива и во архивски услови. Така што јас 30 години ја познавам работата што е потребна за истражување и ние на времето бевме во една иста зграда, така што секој оној истражувач кој треба да добие одреден академски степен мора да истражува и да го знае работењето во архивот. Така што таа 30 годишна моја работа не беше само во институтот, туку воедно беше и во архивот. Јас сум именувана со решение на премиерот на 31 јули 2024 година и бидејќи беше на некој начин одобрено или прифатено моето присуство како раководител на архивот предходно, јас очекував дека ќе бидам и повикана, нормално, за да ја образложам својата програма. Меѓутоа, беше некако изненадување за мене, бидејќи само добив решение, а не бев повикана да образложам што ќе се работи и како ќе се работи под моје раководство. Моментот што заменикот директор во тоа време ми се јави самиот ден 31 јули да ми каже дека е тој заменик. Јас навистина многу се изненадив зашто тој човек е именуван за заменик и ми кажа во неговото јавување телефонско дека тој веќе се видел со премиерот и му ја образложил својата програма за работа. И навистина бев изненадена. Испадна дека јас ќе треба само да бидам една фигура која ќе биде на местото веде директор и дека конкретните работи за реализација ќе треба да одат по пат на она што било презентирано од страна на заменикот директор. И јас уште тогаш забележав дека не верувам дека премиерот мене ме става на таа позиција само да бидам само една статична фигура. Сигурно дека неговите побуди биле дека ќе бидам еден активен чинител во таа работа. Но за целото време на моето работење јас не можев да допрам до таа раководна фигура и да го образложам своето работење, иако заменикот беше постојано присутен во владата. Јас барав да бидам видена и писмено и усмено, да се видиме со претседателот, меѓутоа ниту во еден момент не ми се овозможи. Дури се сеќавам на 13 ноември 24 година кога имавме ние изложба по повод 80 години од АСНОМ, усмено го замолив да се видиме и бидејќи беше презафатен ми рече дека тоа ќе се случи наскоро, меѓутоа во ниту еден момент не се случи, а во моментот кога ја замолив секретарката негова да ми обезбеди термин за видување, се нешто немаше термин, се некои недели заминува, поминува и веќе на крајот
од август оваа година 2025, ја замолив секретарката и веќе воопшто да не бара термин, бидејќи како секој работен човек имав право на одмор и заминав на одмор, а веќе после тоа веќе јас знаев дека ќе се случи мое менување од моето професионално искуство, тоа го заклучив и веќе не ми беа потребни неделите за да бидам примена во кабинетот и да образложам и што сум работела и како ќе работам во иднина. Професорке, само да ве подсетам дека мобилниот го држите најверојатно в раце, нека ве ниша вие. Да, оставете го на едно место, да не вибрира. Така, и да продолжиме. Значи, тука едно подпрашање, додека одам на второто прашање. Вие бевте ставени за да бидете сменети многу брзо. Па јас такво чувство имав да ви кажам од ова што читав, се извинувам, од ова што прочитав од коментарите на нашите кои не следат на социјалните мрежи и на македонската радиопрограма, навистина се зачудени како може еден одличен научник посветен на историјата на архивот на Македонија. Бевте и многу силен борец кога се преименуваше Македонија против името и така да бидете наеднаш сменети. Јас имав можност и јас да бидам во Скопје да присуствувам на вашите изложби кои ги организиравте за Македонскиот фронт и за другите овие изложби што ги имавте. Тоа беше една прекрасна работа. Имав можност и внатре да видам во архивот како изгледа архивот. Значи, знаете, јас го прифатив моето именување со оглед дека јас сепак сум истражувач и ги познавам условите кои беа претходно за работење во архив, но и сега. За слушателите сакам да кажам дека архивот не е во своја сопствена наменска зграда. Од 2012 година е донесена одлука на владата да се префрли и тоа префрлување се има случено 2014 година. Меѓутоа, напуштањето на наменската зграда значи и девастирање на архивското работење. Затоа што таму се наоѓа и истражувачкиот потенцијал, таму се наоѓа Институтот за национална историја и таму се наоѓа депото, односно старото депо, ние како што го именуваме, каде што скоро 90% од архивскиот материјал со историско и национално значење се наоѓа во таа зграда. За тие политички решенија многу имам зборувано и имам многу кажано дека тоа значи уништување на трезорот на историското, културното и духовното живење и работење во државата. Една од причините претпоставувам дека и тоа затоа што постојано инсистирав архивот, ако барем не е во својата наменска зграда, барем да биде во наменска зграда. Бидејќи тоа отвара сериозни прашања во однос на самото работење на кадарот, кој треба да обработува архивски материјал, кој треба да заштитува архивски материјал, треба да се грижи за архивскиот материјал, така што работењето во архивот не е една симплифицирана административна работа. Таа е поприлично сложена и за мене представуваше големо изненадување зошто архивот го има изгубено своето значење. Тоа е отприлика како денеска што го има значењето Народна банка во Македонија, бидејќи архивот уште со иницијација на АСНОМ е востановено дека треба да постои една архивска служба и фактички архивското работење се потпира на таа, да речам,
народно-ослободителна и државнотворна логика. Меѓутоа, сето она што е направено од 2012 година па наваму, ова е само Потемкино село. Фактички ние привидно укажуваме дека имаме архив или архивско работење, а фактички условите се крајно изменети. Друго, со децении можам да кажам дека кадарот веќе не е соодветен. Знаете, во архив треба да бидат луѓе со висока специализација. Тоа се луѓе кои што познаваат посебни јазици, и од мртвите јазици, но и од живите јазици. Друго, треба да се историчари кои што ја познаваат историската филозофија и логика, и архивисти, бидејќи тоа е навистина многу специализирана работа. Архивот не е само институција каде што вие ќе дојдете и ќе побарате определени документи во однос на вашето некогашно работење или некој имотно правно прашање и така натаму. Фактички, целокупното богатство на историскиот и документарниот материјал треба да го работат луѓе со висок профил, специализиран. Јас констатирав во текот на моето кратко работење таму дека тој профил е многу слаб. Дури кога направив свое истражување, забележав дека од 239 вработени луѓе, од 40 се со некакво историско образование. Вие ќе најдете луѓе со секаков високо образовен профил или средно образовен профил, меѓутоа не она што го бара една архивска институција. Тука има исто така голем проблем покрај зградите. Значи ли тоа дека се партиски вработувањата? Па, од она што го забележав, последните децении, 20 на 15 години, многу повеќе се внимавало како да се задоволат определени актуелни политички интереси, одошто интересот на државната институција. Знаете, јас кога бев во таа институција, за мене тоа беше држава. И сметав дека треба да ги бранам и да ги застапувам државните интереси и никакви други интереси. Меѓутоа, се испостави дека немам автономија во работењето и немам автономија во донесувањето на клучни прашања и решенија, иако јас сум фактички авторот на двата стратешки плана, бидејќи само што ме именува за директор, веќе во средината на август јас морав да направам стратешки план. Тоа го правев благодарение на мои колеги кои што ми помогна и одреден број на колеги кои што беа вработени во архивот. Го направивме тоа и за 24 година, но и за 25 година, каде што основата е да се подобри кадарот, да се инвестира во кадар, научно-истражувачки, бидејќи мојата замисла е архивот треба да биде научно-истражувачки центар. За да биде научно-истражувачки центар, мора да биде со соодветни објекти, значи градежнички или објекти. Сега зборувам во множина, бидејќи не е само оваа зграда, централната во Скопје. Мислам и на градскиот архив во Скопје, но мислам и на подрачните и во другите градови, односно 9 подрачни единици заедно и централниот. Значи, тоа се објекти кои што се поприлично девастирани, објекти кои што бараат сериозна државна стратегија, ова ќе го нагласам, некој човек кој што е случајно во владата таму, па ќе донесува решенија. Значи, тоа бара сериозна државнотворна и државничка визија и логика, бидејќи сериозни се проблемите на подрачните единици во Струмица, Тетово, Штип, исто така во градскиот во Скопје, така што
самата си направив истражување и сватив дека се тоа мора да се решава, може би сукцесивно, меѓутоа морало да се решава, а не се решавало, барем последниве 2 децении. Така што, исто така, дигитализацијата беше ставена како стратешки план, меѓутоа, со сериозен акцент, дека во самиот архив има 2 основни точки. Архив на тековно работење и архив каде што е историскиот дел. Така што таа дигитализација мора да биде поспецифична во однос на сваќањето на јавноста дека тоа е едноставна работа. Тоа е многу комплексна работа. Кога немате соодветна градежна инфраструктура, тогаш тој процес ќе оди многу потешко. Морам да признам дека како и да е, јас соработував поприлично со Министерството за дигитална трансформација и успеав да го откочам еден проект, донација од страна на Словенија, Република Словенија, и да го спроведам тој проект за да се направи еден пилот проект за дигитализацијата во архивот. За жал морам да признам дека и тука слушам некои моменти, меѓутоа веќе тоа ќе го објаснува тековното раководство. Меѓутоа, јас сум и човекот кој што сериозно влезе во изработката на новиот закон за архивско работење и архивски материјал. Требаше во овој период да се подготват и подзаконските акти кон таа материја, меѓутоа тоа ќе се одвива во едно друго раководство. Меѓутоа, поприлично има сериозни проблеми и пак ќе кажам, ќе го ставам акцентот на фактот дека мора да постои сериозна државна поддршка во однос на архивот и неговото работење. Значи, поддршка од владата немавте, дали имавте подкрепа од вработените во архивот и што успеавте за овие 16 месеци да реализирате од вашата програма? Може накратко да ни кажете? Да. Иако морав да работам самостојно, бидејќи не можев да се консултирам со оние што носат решенија, ама вистински решенија, во самата зграда каде што бев директор, можев само да работам со неколкумина луѓе кои што беа посветени на архивското работење. За жал, тие колеги ги познавав многу одамна, меѓутоа постоеа така едни индиректни обструкции. Но како и да е, јас се зафатив со чинот да се раководи таа институција. Спомнав дека веднаш донесов стратешки план, направив посета на подрачните единици и самата си подготвив извештај за себе си да знам како треба да се движиме понатаму. Затоа и отпочнавме процес на реновирање и санација на старото депо, каде што требаше да се реновира и покривот, и внатрешноста, и остана еден многу мал дел, фактички воведувањето на новиот лифт во таа зграда, бидејќи вие носите материјали и тие материјали морат да одат по пат и на употреба на лифт. Знаете, конструкцијата кога е правена на времето, луѓето мислеле дека ќе бидеме многу понапредни и посоодветно инфраструктурно снабдени и предвидувале лифт, а тесни скалила. Друго, таму треба да се обезбеди влажноста, безбедноста, провевот. Сето тоа беше земено во предвид. Дали новото раководство ќе го заврши тој започнат процес, не знам, но јас апелирам тоа да се заврши
бидејќи ние имавме разговори со представници од Народна банка кои што беа заинтересирани за определен фонд кој што сакаа да го имаат за разработка на економската и стопанската дејност или историја на Република Македонија. Направив на некој начин повеќе меморандуми, се состанавме со повеќе странски и домашни представници, со Чешката република, со Црна Гора, со Филозофскиот факултет, сето тоа да биде во функција на едно солидно и позитивно работење во архивот и санирање на определени моменти кои што постоеја. За прв пат имавме по долго време едно архивско советување, луѓето се состанаа, понудија и реферати и своји размислувања за понатамошното работење на архивската дејност. Го спомнав законот за архивска дејност и работење. Одев како представник на архивот на оние состаноци кои што се врз основа на поранешниот договор за сукцесијата на архивскиот материјал од Југословенската заедница. За жал, за целото мое време додека бев присутна, не ми се даде дозвола да бидам официјален застапник сукцесор. Тоа си имало своја предисторија зошто не сум го добила тој документ да бидам официјален представник. Се случуваа некои подземни работи кои што мене не ми беа јасни, но сепак јас одев и работев кога имаше потреба и пред генералниот секретаријат каде што се државните секретари, бранев и програма и извештаи. Работев прилично капиталистички, кога зборувам капиталистички, сакав да работам со луѓето кои што умеат и сакаат да работат. И им давав шанса на сите оние што знаеа и умееа да работат, бидејќи ако носите некој наслов или звучно име во својата административна хиерархија, меѓутоа ако не сте способни да работите, тоа не значи дека јас ќе ве земам да работите со мене. Дадов шанса на колегите од Прилеп, дадов шанса на колегите од Велес, од Битола, беа меѓународно застапени, работеа, се прикажуваа, бевме заедно со колегите од Битола во Романија, каде што представивме еден добар дел од фондот на браќата Манаки. Имав предавање на Универзитетот во Букурешт. Со Црна Гора имавме одлични средби, затоа што нашата изложба за Асном беше таму прикажана, а нивна изложба за од дипломатската активност на кнежеството и потоа кралството од Црна Гора беа овдека прикажани. Така што и од Србија исто така имавме заедничка изложба, луѓето беа дојдени од архивот на Југославија, така што и меѓународно, но и внатрешно многу интензивно работев, бидејќи, пак ќе кажам, имавте изложби и за 100 годишнината од Македонскиот фронт. Да, тоа сакав да кажам, користевме материјали кои што се и во архивот на Македонија и во подрачните единици на архивот, воедно и од други извори, за да прикажеме и да означиме соодветни теми. Пред ова што го спомнавте, изложбата за Првата светска војна, ние имавме и изложба од партизанската споменица. Фактички ние имаме таков фонд, сакајки да ја поттикнеме јавноста да биде и таа ангажирана во донирањето или предавањето на материјали, а воедно и да ја истакнеме жртвата. Знаете, ова македонска држава е создадена врз основа на жртвите кои што се дадени од страна на македонскиот народ. Така што и таа беше една прекрасна изложба. Воедно имавме една прекрасна изложба за Македонскиот фронт што го спомнавте и сакавме и таа работа да ја прошириме
имавме нели и со представници од диаспората, нели? Имавте покана од Првата Македонска православна црква, или односно општина, покана за таа изложба да допатува во Австралија, официјална покана. Да. Така што, навистина, јас се трудев да работам по оној мерит систем. Можеби е несоодветно за актуелната власт, што не погледнав во некои тесно политички, идејно-партиски моменти. Меѓутоа, знаете, јас секогаш сакам да ја бранам државата, а архивот е државна институција и сметам дека таа така треба да работи, да ги прифаќа сите оние кои што сакаат да работат, да ги прифаќа сите оние што умеат и знаат да работат и сите кои што сметаат дека треба да се издигаат државните институции на едно повисоко ниво. Професорке, впрочем, вашето разрешување прозвучи многу зачудувачки кај нас кои ве знаеме, со оглед дека бевте навистина многу активна, како што реков и на почетокот, бевте активна во политичкиот живот, во научниот живот, во науката, во борбата со Бугарската комисија за образование, Грчката комисија за образование, името на Република Македонија. И на 13 се случи ова за што разговараме денес, вас ве испуштија од работа. Тој беше и денот на ослободувањето на Скопје. Па да, знаете, точно на годишнината од денот кога јас барав да се видам со владиното раководство, последна година тоа моје барање се случи тоа разрешување во кое што немаше ни трошка деловна култура. А што имаше? Независно. Кои се причините? Па, знаете, тоа е прашање кое и јас треба да го поставам, бидејќи и мене ми се потребни одговори. Не верувам дека јас бев најголемиот проблем на владата веднаш после локалните избори. Навистина не знам, бидејќи јас бев еден од најдобрите кандидати на моменталната позиција, кога беше во опозиција, која во општина Центар освои приличен број на гласови, преку 10.000 гласови, фалеше многу малку, затоа треба некој друг да даде отчета зошто тоа не успеало малку. Меѓутоа, оваа година не помина кандидатот на актуелната позиција така како што поминав јас во опозиција. Така што не верувам дека јас сум била најголемиот проблем на ова владино раководство, и тоа по телефон некој да ви се јави да ви рече сега ќе започне седницата на која што вие ќе бидете разрешени. Значи тоа е недостаток на една деловна култура. Што и да се случи и каква намера да имате вие како влада, вие мора да разговарате со определени луѓе кои што сте ги именувале. Такво нешто не се случи, иако во определени моменти мене ми беше наговестувано дека моите јавни настапи треба да имаат, ако не цензура, но автоцензура дека треба да имаат. Меѓутоа, знаете, јас сум човек кој што е високо квалификуван за следење на општествените и историските процеси. И она што го говорам во моментот, сум го говорила и предходно, бидејќи ги следам процесите. Јас со луѓето не се занимавам. Јас се занимавам со процеси. Така што, навистина, тоа ќе биде прашање кое што ќе треба одредени луѓе некогаш да го одговорат. Во секој случај да го именувате оној кој што бил најголема пречка за просперитетното работење на архивот, тоа значи дека има една лична порака, тоа е лично кон мене упатено начинот на кој што сум разрешена, меѓутоа тие луѓе многу слабо ме познаваат, а јас имам многу проживеано и можам да се носам со многу големи проблеми.
Така што јас жалам што иако некој представува позиција и власт, треба да има елементарна деловна култура, бидејќи и сум барала писмено и усмено можност за комуникација, меѓутоа тоа не е остварено. Дури за да биде иронијата уште поголема, моето разрешување во кое што не стојат причините за моето разрешување и толку е брзо и експресно направено, не стои подпис на премиерот, туку стои подпис на вице-премиерот Љупчо Димовски. Така што, како историчар, можам да го анализирам многу тој документ, меѓутоа јас решив да се тргнам на страна, а некогаш во ова наше општествено живење, кога ќе ни се изедначат позициите, бидејќи сега јас немам таква ниту власт, ниту моќ, кога ќе бидеме на исто рамниште со тие луѓе, ќе можеме да подискутираме што ги навело да бидат толку неделовни и некултурни. Кој остана до денес од нив за да може да се дискутира? Сите се кој кај види. Не само последните, туку и предходните, па и ниту еден од нив нема што можеме да зборуваме од тие властодржци. Не е еден. Знаете, јас сум изненадена, бидејќи сепак работам 30 години не само со домашни, туку и со надворешни фактори. И знам што значи и писмена и усмена комуникација. Так. И секогаш била навремена и конкретна. Меѓутоа, мене да ме прашуваат што се причините, не е во ред, сепак причините треба да ги знае оној кој што одржал седница и мене ме тргнал од местото и го носи оној кој што сметам дека не треба да биде на тоа место. Прочитав во неговата биографија дека 19 години бил во архивот. Знаете, едно е да бидете вие 19 години вработен, а друго е 19 години да направите нешто. А јас сум била 30 години во светот на науката и образованието и сум направила нешто. И не сум се нафатила на таа позиција да го раководам архивот, доколку не сум имала професионално и лично умење и способности. Или, ако веќе се решиле да дадат како образложение кадровско освежување, еден доктор на науки, редовен професор, тогаш кадровски ќе го освежите со некој од исто рамниште. Или доктор академик на науки, или академик. Да. Меѓутоа, сето ова зборува за лошата страна на другиот фактор. И мене тоа ме разочарува, бидејќи јас секогаш сум сакала македонското општество да напредува. Македонската држава да напредува. Од ова јас можам да заклучам дека, кои се тие толку смртни грешки, твои смртни грешки, за тебе да те протераат од архивот, а јас те знам тебе 25 години најмалку како историчарка. Како човек кој се труди за македонската нација, македонската држава која брани со сите сили. И сега една Наташа Котлар да биде протерана на еден таков начин. Па најверојатно, предпоставувам дека начинот на кој што јас се изјаснувам и говорам. Јас секогаш зборувам многу јасно, многу конкретно и многу отворено. Јас сум човек кој што секогаш се разликува од другите. Ако другите се согласуваат, да, јас секогаш имам и различно мислење. Мислам дека во една демократија постоењето на различното мислење е добродојдено. Но во една авторитарна ситуација, тогаш тоа не е добро. И јас мислам дека, за жал, ние сме гласале за демократија,
а сега одеднаш живееме во една авторитарност или моноцентризам, односно треба да се повиниме по она што е главен општествен политички оптек. Дали некој од вработените ве побара или некоја друга институција за подкрепа за ова што се случи кај вас? Морам да признам дека се одвај двајца или тројца колеги кои што сепак на некој начин комуницираа со мене, меѓутоа мора да си го чуваат работното место, бидејќи сега е таму воспоставена една така моноцентристичка управа. За жал, сите проекти кои го носат мојот подпис се стопирани, размешани се нештата, дури и луѓе кои што соработувале со мене, сега мислам дека и не така лесно си поминуваат, од проста причина што соработувале со професор Котлар. Многу е интересен фактот што сето ова, пак ќе повторам, има една лична насока. Јас да знаев дека новоименуваниот директор имал толку голема желба да биде директор, а претходно бил заменик директор, јас уште на 31 немаше да го прифатам моето именување. Јас кога дознав кој е човекот кој што ќе биде заменик директор, веднаш искоментирав, за жал ги немав сите информации и не знаев, јас немаше да прифатам. Бидејќи јас сепак имав работа и одлична работа и ја имам таа работа и не сум имала потреба во мојот живот да создавам хаос, да создавам непримерни моменти, тогаш можеле во старт да си го именуваат човекот кој што толку си го милувале. Повторно прашањето се наметнува, зошто пак вас ве избраја за последна година да направат ваква пресвртница? Тоа не можам да го сомелам. Ајде да ги побараме некогаш одговорите од тие луѓе кои што го направија овој чин. Не се јавуваат, не сакаат да зборуваат јавно. Еве ги барам, јас ги барам, меѓутоа за македонската радиопрограма 3+Z не сакаат да имаат интервју кога се на власт, кога се во опозиција, сите сакаат да зборуваат со Ицо Најдевски Керин. Знаете, кога постоја оние опозицијски времиња и времиња на определен отпор, моето размислување и моето делување беше добродојдено и беше добро користено. Но сега ова е една моја поука, не сум била искусна во општественото работење, од кога се сменаа работите, кога се воспостави една нова позиција, односно нова власт, добар дел од некои луѓе кои што воопшто не учествуваа ни во демократските процеси, зазедоа одредени позиции и луѓето како мене едноставно не се добродојдени. А јас оно што го говорам и што го правам, тоа го правам веќе 10 години наназад. Така што јас ја немам разнишано мојата конзистентност. Јас кога зборувам за општеството, за државата, за политиката, јас зборувам во една општа форма, за да се случат подобрувања во општеството. Јас немам никаква причина никого да го опфатам со моето критичко мислење само заради некакво лично постигнување. Не сум имала потреба. Ниту пак некогаш сум добила нешто лично. Еве од нашите кои ве следат и нас не следат, викаат
Едно од прашањата, одговорите е паметна, викаат, искрена, достојна, која стално се бори за за Македонија и неја да ја разрешат, па стварно ова е голем абсурд. Па еве вака, од она што да? Уште еден голем минус на власта, кој е Мицко, од каде е, знае ли некој каде е роден, што е по националност. Исто мислиме, гледам некои самонаречени ветерани си извработија своји и оние ги изпротераа по добрите. Така, таа е голем борец за Македонија. Надица вели дека зашто не знае да краде, затоа е истера, таа е жена со став, разбирање, топла љубов и душа полна со добрина. И така и натаму, сите се скоро позитивни, се во подкрепа на она што е вистината. Јас прочитав тоа што напишаја нашите кои не следат. Не ги прочитав сите многу, се меѓутоа еве дел од нив, професорка. Јас знам дека поводот на тие кои што го тераат, јас тоа го именувам како еден заговор против мене. Тие го најдоа поводот, значи, за она интервју кое што го дадов за нашите иселеници во Австралија, македонци, каде што дадов критички осврт на некои состојби во нашиот општествено-економски и политички живот. Меѓутоа, да имате критичко мислење е добродојдено во едно општество. Вие морате да имате некоја критичка маса која што ќе биде коректив на вашето управување, нели? Да. Тогаш ми се случи еден министер да ми препорача топло дека ќе треба или да одам на разговор за да ме преслуша што ќе зборувам во јавниот етер, или пак да си се обидам самата да си направам една автоцензура. Што требаше, јас му одговорив на тој министер, меѓутоа во тој заговор учествуваше тој министер, мојот е заменик директор со големи амбиции да биде директор и еден човек кој што важи за раководител во кадровската политика во владата. И тој заговор потоа е, да речам, раширен во однос на другите членови на владата. Јас тоа го знам, но бидејќи не сум во рамноправна позиција со тие господа, ќе го чекам денот кога ќе се изедначиме и тогаш ќе разговараме. Еве уште 2-3 коментари кои се пристигнати. Баш ме интересира зошто ваква ценета интелектуалка да биде разрешена. Елизабета Ѓореска, политичарите не сакаат паметни луѓе и луѓе кои ја кажуваат вистината во очи и со свој став. Гоце Стојановски, без доказ не се коментира. Понатаму место им смета и им ги мрси конците професорката. Бог нека и го трасира патот на вистината и покрај обструкциите што и ги чинат на нашата македонка Наташа Котлар, нека ни е жива и здрава. Амин. Така, има 40 на коментари, професорке. Сакам на крајот и да прашам околу образовната комисија и со Грција и со Бугарија. Впрочем, јас кога бев во Македонија, чинам тогаш беше даден и буквар, односно читанката за историја за 7 или 8 одделение, не се сеќавам, на ревизија кај колегите во Бугарија. Тоа беше за мене еден шок. Не знам за вас како историчар како е. Меѓутоа за мене како историчар беше голем шок. Нашите историчари да својата работа да ја сведат на, ајде вака да го упростиме ова. Нашите историчари станаа ученици, а бугарските историчари станаа професори кои ќе ги ревидираат. Да, темава е прилично комплексна, затоа што, знаете, јас бев на оние митинзи
Јас требаше да ја анимирам народната маса со своји искажувања. Меѓутоа, некои други беа поканети и беа ставени во комисиите. Двете. И за македонско-бугарската и македонско-грчката. Јас уште тогаш кажав дека тие комисии не треба да постојат, бидејќи самиот договор и бугарскиот и грчката спогодба се крајно неравноправни во однос на македонската позиција. Бидејќи тие комисии своето постоење го црпат од тие такви договорни акти, барем во претходната власт, колку и да ја напаѓавме, колку и да не се согласувавме со незините постапки, беше транспарентна и знаевме кога се случуваат состаноците, дискусиите, напредувањето или ненапредувањето. Во моментов од кога постои нова позиција, односно нова власт, чудно некако сведена е работата на овие комисии, кои што сега се предводени од луѓе кои што во претходната власт беа многу блиски на таа власт. До Зоран Заев. Но сега се ценети соработници на оваа власт. Да не ги спомнувам имињата, познати се. Нема потреба, сите ги знаеме, јас ги знам и народот ги знае. Да. Многу е тешко сега да се донеси некое образложение да се даде поточно. Што се случува, бидејќи сета таа работа е ставена во една конспиративна форма. Иако мислам дека минатата недела имаше некое состанување во Софија. Она што го спомнавте околу учебниците, тоа го има во францускиот предлог, во оној дел каде што постојано се упатува на членот 12 од договорот и каде што се разработени деловите за чествувањето, говорот на омраза и така натаму, сега да не го образложуваме францускиот предлог. Каде што ќе треба секоја изработена методска единица или учебник да биде даден на увид на спротивната страна. Значи, тоа не значи дека само нашите учебници треба да бидат дадени на увид, туку треба и другите учебници од другата страна да бидат дадени на увид. Ние тоа не сме го прочитале. Многу е интересно што учебникот за 5, 6 и 7 оделение се дадени на увид. Јас се прашувам зошто прво не се дадени на македонската научна и образовна фела. Ние сме сепак некоја држава од времето на АСНОМ, која што има воспоставено научен и образовен систем. Меѓутоа, како и да е, работите се одвиваат во една поприлично тајновита состојба, а колегите сметаат дека извршуваат голема национална работа. Јас сметам дека голема национална работа се одвива кога по тие прашања историските, образовните и културните действуваат државните институции и тоа на домашен терен. Така што ќе биде во иднина, навистина не знам, но имам сериозна забелешка во однос и на комисиите и во однос на оние што предпочитаат да го сменат уставот, со мојата забелешка зошто не се реагира во однос на донесената декларација од страна на Бугарија, односно Бугарското собрание, уште 2019 година, нели? Да. Во октомври месец, каде што таму се негира постоењето на македонската историја, јазик, култура, антифашистичка борба. Дали тоа значи дека кога би ги внеле тие луѓе, дел од народот,
бугарски во нашата култура, историја и јазик, Преку устава. дали тоа значи дека и понатаму ќе биде негирано постоењето на македонскиот јазик, историја, култура и антифашистичка борба? Ако некој вас ве негира, како можете вие да преговарате? Вие сте негација. Па, јас можем да ја видам од моја гледна точка што сакаат бугарите, штом се внесат бугарите како дел од народот на Бугарија, чинам дека после десетина години ќе стигнат до состојба дека во Вардарска Македонија се водеше граѓанска војна на бугарскиот народ, едните на страната на цар Борис, другите на страната на комунистите. Истото што се случи со македонците во Егејска Македонија, едните на страната на Дак и Јеласа, од друга страна беа нели на кралот на Грција. Така е моето видување. Да, знаете, тоа значи анулирање на македонската наука, историја, култура. Тогаш сакам да прашам, па зошто нашите предци се бореле? Зошто се бореле? Зошто загинале толку млади? Па, не им се живеело. Не можам да ги разберам, да. И друго, секаде постои национална историја во светот. Како ние нема да имаме национална историја? Зошто уште наашном се инсистира да постои национална историја, да постои национален архив, трезорот на македонската национална мисла и духовност и оставнина? Нема. Така што јас мислам дека и затоа и беше мојот општествен ангажман, дека ние треба да имаме фактички еден сериозен обновувачки 5-годишен план, каде што целата енергија ќе ја ставевме во развој на економијата, науката, инфраструктурата, а не да ги менуваме завесите на нашите прозорци, односно комисиите. Вие рековте... Јас имам сериозни забелишки во тој однос. Вие, професорке, рековте во мојот разговор во Македонија и с професорката од Русија Лина Жила дека архивот е паметот на народот. Да, тоа е меморијата на народот. И затоа бев изненадена кога ги гледав законските документи, како луѓето кои што работат во една ваква институција наречена архив се сведени на обични административни службеници. И јас стално им велев, колеги, вие сте си го загубиле статусот. Вие треба да се вратите да си го обновите статусот што представува архивски работник. Дека вие сте чуварот на македонската оставнина и меморија, историската. И затоа секогаш велев дека архивот треба да предничи во однос на сите други институции. Не можат некои споредни други институции да бидат примарни пред архивот. Пред извесно време бев на едно чествување во една државна институција. Добро е што постои, меѓутоа гледам колку добила поддршка од владата и од власта и од меѓународниот фактор. За мене беше поразувачко фактот што во архивот никој не најде за сходно да даде сериозна подкрепа, да даде сериозна визија дека сериозно ќе го градиме архивот и како институција и како инфраструктура. Тоа го нема. Некој сега се смее, ете имаме редовност во доаѓањето на работа, па евиденцијата на работата е најмалиот проблем. Најголемиот проблем е што постојат едно огромно количество на документи кои што не се обработени, а кадар кој што не е стручен не може да ви обработи документација. А дали се Кадар кради кој што архивот? работи во несоодветни услови не може да работи. Филип Петровски го слушав, поранешниот директор на неговиот подкаст, кажуваше дека многу материјал е украден и го нема. Видете сега, за тоа јас би го земала тоа малку условно. Знаете,
Не е проблемот дали исчезнало, не исчезнало, тоа се докажува многу лесно. Се прави еден попис и опис. Постојат, нели, материјали како што може тоа да се следи. Меѓутоа, јас и со Филип разговарав во една прилика, бидејќи подобро било јас да седам да си пишувам кој му даде нему правот па да биде тој директор во архивот. Тој отиде во архивот со мисла дека таму треба да се работи на некој чуден начин. Во архивот вие обработувате фондови, вие создавате научно-истражувачки центар, вие давате стручна и научна лектира и за научниците, и за народот. Го чувате, го конзервирате, го лечите материјалот. Тоа е една друга постапка. Затоа ќе кажам, нека не мислат луѓето дека ние што потекнуваме од хуманистичките науки, не ни е местото во архив. Не, нам ни е местото во архив. А во архивот не им е местото на случајно стекнатите со диплома луѓе, на случајно затекнатите луѓе заради определени политички партиски можности се вработиле таму. Таму не може во таква една државна институција да се дели системот само по таа логика. Во тој систем може само да бидат луѓе кои што имаат знаење, умење и интелектуален капацитет, бидејќи тоа не го препознав во архивот, она што го затекнав како кадар. На времето, да, имаше луѓе учени и од филолошките науки, и од филозофските, и се работеше. Еве ќе ви дадам пример. Во Југословенската заедница еден од најдобрите архивски центри беше Штипскиот. Сега е девастиран. Така што многу малку се вложувало последниве 2 децении, 20 на години наназад, така што архивот сега ќе треба да преживее сериозна ренесанса, меѓутоа со сериозно знаење и умење на еден државен фактор. Професорке, последно прашање и ќе завршиме. Јас на лице место видов архивот дека течи од сите страни вода од одзгора. Треба да се поправи таванот, ѓерамидите, за да не влегува водата. Насекаде имаше канти, кога разгледував како изгледа архивот. Тоа е едната работа. Втората работа е, пред неколку години, пред да дојде оваа политичка гарнитура на власт, бевме многу активни. Интелигенцијата, историчари, јазичари, филозофи, писатели, научници, сега како да се спласнати, се плашат ли овие или станаат дел од власта? Па мислам дека и двете работи се во оптек што ги спомнавте. И е на некој начин да се зачува позицијата, местото, кариерата, а од друга страна, знаете, мојот пример треба да биде на некој начин показна вежба за сите оние кои што имаат критичко мислење. Така што јас жалам. Знаете, јас верувам дека едно општество може да напредува само ако постои критичко мислење. Ако нема критичко мислење... Вие сте единка, вие не сте опасност, не сте вие опасност да смените власт, да смените нешто. Вие сте едно лице, што може едно лице да направи? Какво? Очигледно дека можело. Очигледно дека можело, иначе има интелектуалци кои што се определија само строго да ја следат својата професионална ориентација. Јас пак ќе кажам, јас заради мојата професионална вокација, нели, историчар, морам да ги следам општествените и историските процеси. Жалам што отсуствува таа интелектуалност во македонското општество, бидејќи предпоставувам дека добар дел од нив
стана луѓе кои што се помириле со фактот дека треба да ја следат политиката на актуелната власт, за да нема сериозни последици по нивното, предпоставувам, кариера, работење. Некој па дури стекнаа богатство, ако одиме по логиката дека членовите на двете комисии се сериозно добро платени од парите на македонскиот буџет, покрај своите плати, некои и се добро наградени. И Така околу што 2000 евра месецот, 1500, да, па така имам 1200 и со јас 2000. прочитано на сајтот, тоа може да се провери на Министерството за надворешни работи и трговија. Има можности, знам колеги кои што порано биле многу активни, сега се во многу комисии, одбори при Министерството за култура, при Министерството за образование. Така што секој си го нашол, изгледа, прво личниот интерес, а потоа се друго. Така што јас жалам што сум една и единствена, но од друга страна пак и ми представува особена чест и гордост што ако сум јас единка, сум представувала сериозен проблем за некоја позиција. Професорке, ви благодарам многу. Поминавме скоро 1 сат, иако не предвидував толку да биде, но сепак интересна е темата. Но Наташа Котлар ја знае македонскиот народ, ја знаат иселениците. Ви пожелуваме се најдобро и останете на тоа што се боревте и да бидете и пример за останатите во Република Македонија, во соседните држави каде што се македонците, па и за нас во иселеништвото. Ви благодарам многу. И јас исто така ви благодарам за можноста, должам извинување кон публиката заради нашите технички неможности на време да се вклучиме, но сепак успеавме да реализираме оваа денешна емисија. Посакувам на сите добро здравје, да ви минат во убави моменти деновите, бидејќи ете се приближува новата година, македонскиот православен Божик, така што на сите ви посакувам секое добро, да сте живи и здрави и да ви се радосни семејствата. Ви благодариме. Мола.